Штип има извонреден мајстор на две тркала. Тој е интелигентен, брз, неверојатно храбар, одлучен, но и рака насраци исклучително ризичен возач. Моторот и бразините го инспирираат, а негов предизвик се речиси 20 години. Зборуваме за 33 годишниот Петар Мијалков, кој што току со награда се врати од Чешка Брно. Тоа беше наградата во Брно, Чешка. Првиот мој пекар што го добив, тој баш се случи таму во Чешка. Тоа е една од моите најголеми награди до сега, прв медал на БМУ Европскиот шампионат. Беше во ред, искрено имаше многу голема конкуренција. Беше тешко, напорно, али немав никакви проблеми, во сушност со моторот се беше кој што треба, немавме технички проблеми, така да помина се у најдобар ред. Дававме се од себе и ете, трудот донесе награда. Претходната година тој учествуваше на истата трка и го освои исклучително доброто 7-мо место за дебитант на трките. На оваа трка косата им се крена на сите кои беа таму, гледајќи како Петар претекнува искусни возачи со многу силни мотори. Зад нив стојат цели тимови и спонзори. Претходната година беше таму исто Брно. А ја освоивме 7-та позиција и помене секој што треба. Голема конкуренцијата из минатата година, али тоа ми беше моја прва година, така да немав толку искуство. Искрено, ова година настапивме со поспремен мотор, мада мојот мотор е малку постар, али успеавме да извозиме 4,5 секунди побрзи кругови од минатата година. Одлуката наместо да биде слободен моторџија, да се надпреварува, тој ја носи во еден момент. Одлучив пред 2 години, кога успеав да соберам финансии, да купам мотор, да го спремам за стаза и да почнам професионално да се надпреварувам. Петар покрај него има само двајца според него извонредни познавачи и мајстори на мотори, кои му ги решаваат сите проблеми. Денис Сали е со мене на секоја трка, тој ми помага околу моторот, околу спремање, за се и се што. Значи, ми помага и еден механичар, тоа е Маријан Стојанов, кој што е заслужен за мојот мотор, што е во ваква добра кондиција и успеа да го спреми, да го среди за да ги издржи тие притисоци на досегашните трки. Сум многу благодарен на него. Што тогаш нуди Петар и што очекува од таква конкуренција? Па искрено моето размислување кога ќе видам конкуренцијата, да ви кажам, не ни размислувам на тај дел, бидејќи гледам да се остварам мојата цел, гледам да се остварам тоа што ми е замислено и да давам се од себе за подобар резултат. Искрено не верував дека толку брзо ќе се случи да завршам на 3-та позиција во БМУ Европскиот шампионат, али еве се излезе на дело трудот и упорноста на досегашните тренинзи и надпреварувања. Дали неговите добри резултати го хранат неговиот ентузијазам уште повеќе? Искрено, едноставно се исклучувам и не мислам на ништо друго, јак фокус. И возам и давам се од себе и гледам да го изведам најдоброто. Штип и Македонија немаат соодветни услови за тренинг. Како Петар се држи во форма? Искрено тоа е многу голем проблем што немаме кај да тренираме, немаме патека овде во Македонија. Мораме да одиме, најблиска стаза е Серес, Грција и мораме да одиме таму да тренираме, али сепак тоа е малку финансиски скапо, да не можеме да одиме секоја недела таму, али ете, успеаме еднаш-два пати во месецот да одиме да направиме некој тренинг. Дали неговите успеси веќе ги гледаат спонзорите за Петар да продолжи поуспешно по мотопатеките? Сега за сега околу 30% од тоа што ми се потребни средства за цела година веќе имам соберно. Така да сум многу благодарен на сите што ми ја дадоа таа поддршка. Така да се надевам дека за следната година можеби ќе собереме 100% од тоа што ми е потребно.